И продолжуваме таму каде што застанавме, како што ви кажав и на почетокот и најавив, дека ќе зборуваме за клубот на одговорни бизниси, односно тоа што би представувало одговорност на бизнисите и во делот на општествената одговорност. Ние надолго и на широко сме разговарале за овие теми заедно со Сдруженијето Connect од многу аспекти, за многу настани, најчесто тие кои што следат редовно знаат со години дека го најавуваме и тој донаторски кружок кој што се случува еднаш годишно, но сега имаме нешто ново за што сакам да се опатиме и повеќе внимание да посветиме со оглед на тоа дека лично јас сметам дека е исклучително важно да го имаме на ум со оглед на тоа дека некако оваа тематика секогаш се остава настрана помалку, но и веќе кога ги спомнавме и целите за одржлив развој на Обединетите нации на почетокот на денешната емисија, иако првично во контекст со првата гостинка за 16-тата цел, тоа се мирот, правдата и силните институции, овде имаме и многу работи поврзани со работата на Конекта, кои што се однесуваат на целите за одржлив развој. Но ќе одиме од почеток со тоа што нагости сега во студиото ни е и Виктор Мирчевски, кој е програмски директор во Connect и кому му посакувам добре дојде. Добро ве најдов Огнен, драго ми е после 12 години канење, тука сум и во својство на ваков разговор. Да, упорно се обидувавме, некако бидејќи и соработуваме доста долго време и се обидувавме да направиме гостување и се некако директорката на Connect Никица доаѓаше, но овој пат мораше да се изведе едно интервју, реков мора Виктор да биде гостин во студио еднаш и да разговараме. Може на ти да преминеме, се надевам, не е проблем. Така ни е природно, да. Како си? Добар, честит ден на мирот. Така е. Научив нешто од претходните гости, драго ми е што има така поврзување меѓу денешните интервјуа. Да. Има и од целите за одржлив развој се врзуваат многу и со претходната тема во однос на младите, впрочем сите тие цели се однесуваат на младите и што треба да им оставиме за воиднина ние повозрастните генерации. Така Нема да зборуваме за години. Да. Ќе преминеме на други прашања. Виктор, клуб на одговорни бизниси, тоа може би вака звучи многу високо, но и оддава и една огромна доза на сериозност и носи со себе одговорност, како што е и самиот назив. Ајде да им објасниме на гледачите што е клубот на одговорни бизниси, зошто постои. Во Connect 15 години работиме на промовирање на општествена одговорност и на филантропија. И низ сето тоа искуство разбравме дека на компаниите кај нас им треба малца посериозна поддршка за да имаат поголем учинок во она што го прават во општеството. Затоа постои клубот на одговорни бизниси, ги здружува силите на компаниите кои што сакаат да помогнат на одржливиот развој, на развојот на државата и сакаат тоа да го прават стратешки, долгорочно и да напредуваат чекор по чекор. И клубот е место кое што ќе им го возможи тоа. Од една страна ќе работиме на градење на нивните капацитети и од друга страна ќе понудиме програми кои што се стручно обмислени, кои низ годиниве ние ги тестиравме, пилотиравме, разбравме што на терен функционира, што не, и тие само ќе можат да се приклучат, да ги здружат ресурсите и да направиме голем импакт. Постои голем притисок од компаниите од повеќе нивоа. Ги спомна целите за одржлив развој, тоа е стратешка рамка за целиот свет, ако сакаме оваа планета да продолжи да живее и после нас, да, и ако сакаме да оставиме некој свет за понатамошните генерации, и бизнисите се важен чинител во тој дел. Бизнисите се чувари на човековите права. Сите ние, кај својот работодавач, поменуваме повеќе од 8 часа. Некогаш тие може да бидат поголема поддршка и пострек на нашиот развој отколку самите семејства. Значи, играат многу значајна улога и не треба решенијата само да се бараат од институциите или пак од нас граѓанскиот сектор кој што тука сме за експертска поддршка, туку решенијата се прават здружено. Сите имаме начини да се поврзаме и да ги градиме промените што сакаме да ги видиме во земјата.
клубот ќе одговара на предизвиците што ги има нашето општество, ќе се ги идентификува и ќе спроведува активности кои што ќе имаат силен учинок и што ќе прават вистински промени. Постојат повеќе програми во овој дел, само ќе ги набројам и може понатаму Ќе разговараме, да. разговараме, да, како корпоративно волонтирање, кога компанијата им дозволува на своите вработени во платено работно време да излезат на терен, да соработуваат со МОВ, да подучуваат млади, така да направат нешто добро за својата заедница. Тоа не ми паднало на памет дека може тоа да го прават компаниите. Апсолутно, и мислам дека ова е пластичен пример низ кој што може и клубот да го објасниме. Замислете претходната иницијатива на МОВ за кој што стуча гледачите, да биде поддржано 30 работодавачи, што ќе му возможат да видат што е работно место, да имаат вештини кои што ќе се директно применливи на пазарот на трудот, или пак да вклучат млади кои што имаат многу помалку можности од другите. Да, бидејќи споменавме и многу убав настан кој што ќе се случува за меѓународниот ден на знаковниот јазик сабота предходно со МОВ, например, еве и да се вклучат, бидејќи рековте млади кои што имаат многу помалку можности, да се вклучат, да речеме, и да се спојат бизнисите со тие млади. Да, клубот всушност е пријател на граѓанскиот сектор и служи за негова мотивација и менторирање. Дел од бизнисите се подготвени да дадат своја поддршка не само во донации, туку и со својата експертиза, ресурси и така натаму во граѓанскиот сектор, и тие иницијативи да заживеат малце повеќе. Добро, тоа е корпоративното волонтирање понатаму од програмите? Да. Една од програмите што е многу значајна и еден страшен општествен проблем што го имаме е корупцијата. Иницијативата се нарекува Бизнис без корупција и гради заедница на бизниси што го надградуваат својот интегритет. Бизнисите не се само содружници на корупцијата, тие се и дел од решението. Ако тие ги знаат своите ризици, знаат што можат да направат за да се заштитат, да искоренат или да одбијат корупцијата, и такако ќе има ефект на целото општество. Во делот на корупцијата, веројатно најмногу предизвици човек би имал со оглед на тоа дека и за таа тема се зборува многу зачестено во последниот период и многу опширно, поради притисоците кои доаѓаат и од надвор од страна на Европската Унија, но и Соединените Американски држави. Затоа нема да се влегуваме во таа тема, чисто само да споменеме дека веројатно бизнисите тука имаат и сериозен притисок и од сите страни, особено и од властите, но и од меѓународните набљудувачи. И притисок и предизвик во смисла на постојано незнаење што да се стори. Особено ако земаме дека нашата економија во голем дел е од мали и средни предпријатија, кои што немаат ресурси и за нив, како да кажам, коруптивното барање може да значи губење на целосно на бизнисот. И она што правевме е тие да се поврзат со поголемите, искусните компании, кои што дури имаат и менаџерски позиции што се занимаваат со оваа тема, да им дадат поддршка како да ја искоренат, одбегнат корупцијата, да не станат дел од коруптивната алка, како да пријават кон институциите, каде да побараат поддршка, и тоа е многу значајно. Добро, корпоративно волонтирање, бизнис без корупција. Така, менторирање на граѓански организации, младинско вработување. Самите програми ќе си ги обликуваме и со членките на клубот. Тие ќе определуваат кои за нив се најгорливите проблеми што сакаат да ги решат и што можат да ги решат заеднички. Одливот на работната сила и селдувањето и на младите, ама и генерално на нашето население е голем проблем. Голем дел од бизнисите повеќе немаат работна сила, можеби вакви младински иницијативи ќе им овозможат да си ја градат таа сила и да си ја задржат тука во земјата. Да, со тоа се соочуваме веројатно сите во општеството, еве ние и во нашата фела и во новинарската исто се соочуваме со сериозен одлив на луѓе од фелата, но и немањето нови кадри, особено млади на кои што би им го оставиле работите во иднина. Но веројатно, ставајќи ги настрана овие предвидени програми на клубот на одговорни бизниси, дали можеби кога разговарате со клубовите, бидејќи кај нас и генерално кога човек најавува нешто ново, секогаш има на почетокот двоумења како тоа да се одвива, дали можеби зборувате со нив за тоа што се нивните придобивки и тоа
бизнисите го разбираат и го сваќаат. Бидејќи ќе ви речат, ние сме мали фирми, помала држава, па немаме човечки капацитети, па како сега јас да издвојам Виктор да излезе, да оди да волонтира некаде кога ми треба овде фирмата ми пропаѓа и слично. Да, секако. Мислам, бака звучи можеби доста народски, ама Не, така си е. Клубот постои од 2017 година и овој период ние го искористивме баш да пробаме што им одговарат на компаниите, кои иницијативи на вистина се учинковити на терен. И убавината е во тоа што компаниите можат во рамки на својот капацитет да се вклучат. Членството е на 4 нивоа, основно, средно, високо, лидерско. Значи, тие треба да растат низ членувањето и на почетокот да го прават тоа што го можат. Секако имаат обврска, барем една-две програми да ги поддржат и да бидат активно вклучени, ама и низ нивниот раст, особено како да кажам, и менаџерите кои што почнуваат со оваа тема, ретки се компаниите каде што ќе најдете координатори за одржливост, општествена одговорност. Имаме. Има во неколку. Во големите, веројатно. Да. Да се снајдат низ една и какафонија што постои помеѓу што е тоа меѓународна рамка, ги спомнавме целите за одржлив развој, имате глобален договор на Обединети нации, меѓународна иницијатива за известување, ESG, ООП, значи имате различни терминологии, но се сведува на импактот на компанијата. Што јас како одговорен корпоративен граѓанин правам за себе, за околината и за планетата на која што живеам. Во делот на услугите, веќе ги спомнавме во рамки на програмите кои што тие би можеле да ги понудат. Дали ние имаме доволно, еве во овие програми, бидејќи претпоставувам дека со скенирање, условно речено, на економијата кај нас, сте ги извлекле и програмите кои што можат да бидат изведени во нашите рамки, но во разговорите со компаниите, дали ние имаме доволно кадар и од самите компании за ваквите услуги? Да, голем дел од клубот и ќе се занимава, да кажам, тие надежни идни ротори во самите компании, да им даде пострек и да им ги даде сите алатки што им се потребни за да си направат стратешки определби во рамки на самата компанија. И многу компании прават нешто, но тоа се случува адхок, стикино, не секогаш има стратешки документи. Клубот ќе помага во тоа и самиот ќе си има стратешки документ на кој што компаниите само ќе можат да се вклучат и потоа да бидат дел од ефектите и да си известуваат за тоа. За секоја компанија тоа е различно. Има голема разлика меѓу оние што имаат меѓународен капитал, каде од фирмата мајка имаат одредени политики, ама тука се 1000 зошто 1000 затоа како сега јас ова во Македонија, да го спроведам. Така што и во делот на локализација ќе им помагаме, како тоа да си го направат најдобро. Што значи дека клубот не е замена за сопствените активности, туку е едноставно рамка што може да се следи и за оние што немаат ништо да се вклучат во нешто готово. Во делот на возобновувањето, бидејќи сега е возобновен, претпоставам дека пандемијата си го направи своето во овој период кој што измина, бидејќи е основан во 2017-тата, во делот на возобновувањето, гледачите веќе од почетокот имаат можност да гледаат инсерти од церемонијата, од настанот на возобновување. Чинам кај председателот на државата Стево Пендаровски бевте и дали можеби предходно во делот на ги инсертите, дали можеби предходно во делот на возобновувањето размислувавте за дотогашните искуства пред да се возобноват и научените лекции можеби за тоа како би функционирал клубот? Да, апсолутно. Бидејќи за жал сите со пандемијата имавме можност за ретроспекција и интроспекција на себе си. Баш така. Значи од 2017-та до сега ние пилотиравме голем дел од програмите. Имаме големи искуства за како тие всушност можат да се подобрат. Ја спомнавме иницијативата Бизнис без корупција, баш кај таа поддржана беше од ЕУ, не фати пандемијата и се принесе во онлайн простор, меѓутоа 197 представници на компании успеа да имаат знаење за како да препознаат и како да се справат. Правеа и анализа на ризици во своите компании и имаа можност да се поврзат со искусни
менаџерки и менаџери, повеќето беа менаџерки од поголемите компании. Зачудувачки просто обично ќе ви речат дека тоа е клуб на мажи, ама во борбата за корупција жените се по-доминантни, баш тоа ме радува што е така. Значи добија и алатки за локално како да се справат со корупцијата. 500 корпоративни волонтери од Евана излегоа на терен во 53 акции во 20 на општини и 93% од нив за прв пат во животот волонтираат. Замислите како бизнисите можат цела култура на волонтерство да ни ја вметнат во земјата и тоа да не биде само задача на младите или на пензионерите, туку он е дел од работната активна сила дека сепак може да се вклучи и на терен. Затоа што, да, времето е ограничено, но и такако може да се даде од своето знаење. Не се волонтира само со физички труд, туку се волонтира и со експертиза и со знаење. Иницијативата за целите за одржлив развој, низ дискусии со сите сектори, определивме цели, подцели, од тоа прерасна проекти, над 15.000 евра од компаниите отидоа во поддршка на неколку непрофитни организации, социјални предпријатија, кои што направија исчекар и во пандемијата, како што е наша тезга, иницијативата на руалните жени да си најдат пазар во време кога тој физички не постои. Така што направивме навистина убави нешта и сега е баш после пандемијата можност посилно да си го возобновиме клубот и него да го растеме и организацијски да го развиваме. Виктор, во однос на ова, бидејќи гледачите од Преска гледаат и дека потпишуваат таму нешто на настанот документи, па за да не се прашуваат што се потпишува, може ли да им објасниме, бидејќи веќе ги видоа инсертите? Така, настанот... И од прилика, која бројка ја имате на клубови досега? Знам дека за бројки се говоривме, нема да разговараме, но... Да, клубот е еден, има, веќе добивме 36 заложби. Заложбата е една декларација што е првиот чекор за пристапување кон формално членство. Во неа се обврзуваат на долгорочна поддршка на одржливиот развој, дека тие ќе бидат добар работодавач, дека се тука за своите вработени, се заштитници на човековите права, дека во заедниците во кои што ќе работат ќе гледаат тоа да го прават со минимален импакт, да заштитуваат животната средина, но и многу штедливо да се однесуваат кон ресурсите, тие ни ги снемува очигледно, да бидат компанија која што ќе дава сериозен отпор на корупцијата, ни својот синџир на добавувачи, дека своето влијание на тој начин ќе го шират и плеадат други заложби кои што се многу значајни за да е основа на членството и да тие продолжат долгорочно кон тој пат. Виктор, кога зборуваме за свесноста, еве и заложбите, подпишувањата, се е тоа убаво, кај нас луѓето ќе ви речат, ете, дошле, подпишале, се заложиле и сега што понатаму. Колку се свесни кај нас бизнисите? Споменавме дека можеби големите бизниси, тие кои што се навистина големи, кои имаат, да речеме, и овде представништва, соседишта се во странски држави, тие веќе и се водат по одредени начела и прописи, но што е со бизнисите кои што се тука? Центрирани, ние имаме големи бизниси кои од тука кон надвор работат и тие исто така имаат поотворен пристап, но што е со тие мали и средни? Да, ете баш убаво ја направи дистинкцијата. Едно е компании кои што се поврзани со меѓународен капитал или излагуваат на меѓународен... Да, стручно би било меѓународен капитал, јас се думав да најдам зборови. Од каде? Добро. Да, или пак излагуваат на меѓународен пазар и за прв пат во тендерот таму никаде ви бараат дека вие треба нешто да имате за ова и ова. И тогаш се јавуваат во Конект, затоа што ние стоиме имаме проблем на располагање, и со директни услуги и експертиза во тој дел, ама тоа се механизми што треба да постојат за да ги поттикнуваат компаниите. Во ЕУ веќе има директива за известување за нефинансиските перформанси на компанијата, односно што правите вие за општеството. Така што многу механизми ќе си дојде и како обврска полека и како законска обврска. Малите и средни кај нас има голем потенцијал, особено во корпоративната филантропија. Повеќето компании, половина, во текот на годината донираат. Значи, тој аспект е абсолвиран.
Меѓутоа, фалат стратегии, фали да се согледа целата компанија. Како јас влијам на моите вработени, дали сум генератор на сиромаштија, дали можам нешто подобро да направам за здравието на вработените, дали комуницирам со сите во заедницата во која што постојам, па полека се отвараат консултации со локалната заедница, локалните власти и така натаму. Значи, постојат исчекори, ама клубот баш се засилува за да ја даде правата насока и да нема лутање во тој дел, затоа што да бидеме отворени, секако и ресурсите со кои што малите и средните предпријатија располагаат се мали. Тие не можат да назначат позиција што ќе се занимава со сето ова и затоа е подобро да им се даде нешто готово и ефективно на кое што можат само да се приклучат. Кога зборуваме бидејќи за приклучувањето, за придружувањето сега зборуваме, кои бизниси можат да бидат дел од овој клуб? Апсолутно сите и самите си го бираат нивото на членство и колку тие сакаат да се вклучени. Да. Колку можат, веројатно, не само колку сакаат. Колку сакаат, колку можат, да, и нели со онаа заложба тоа да си расте низ годините, да си опробаат, да видат. Тоа е можност и за тестирање, можност за учење од поголемите, од тие што знаат, што имаат стратегии и поврзување со овие меѓународни трендови, со странство. Еднаш годишно секако ќе имаме средба на клубот на кој што ќе чуеме се што е ново и трендовски и на тој начин и ќе си ги модифицираме програмите. Во однос на некогаш и сега, многу работи се менуваат. Како се развива општеството, особено дигиталниот аспект, веројатно и многу работи, многу позабрзано имаат потреба да се унапредуваат. Терминолошки човек, мислам дека не може веќе да пофати за што зборуваме. Додека се навикнавме сега од новинарски аспект зборувам за целите за одржлив развој и од ЦОР, односно SDGs, ние наваму имаме сега еден тон мали подкатегории на кратенки кои што еве сега го гледав овој памфлет овде и за ESG, да, тоа го научив минатата година, иако не ми беше познато. Да, тоа се менува, ќе биде одржливо инвестирање, терминологијата се менува. Го научив. Терминологијата се менува и било која рамка да ја пофатите, тоа е добро, затоа што ви дава една насока. Знаете што ви е целта, знаете што може да направите. Сето ова треба да се свати баш од аспект на корпоративен граѓанин, што правам за себе, така да ми е здрава компанијата, да ми е здраво управувањето, да носам одлуки што нема да наштетат на други, да искоренам корупција, што правам за моите вработени, тие ми се семејството. Така, дали тие се среќни, згрижени, дали нешто можам повеќе да сторам за нивните права и така натаму, што правам со ланецот на мои добавувачи. Дали одлучувам на кој начин ќе ги одберам и нив ги туркам кон одржлив развој. Дали загадувам и како можам да го намалам влијанието врз животната средина и многу по-стратешки да се занимавам со како ги користам ресурсите. Таа штедливост не е само заради општествена одговорност, тоа и директно има импакт на финансиите во компанијата. Значи има директни бизнис бенефити за сето ова и многу е важно да се свати како дел од водењето на сериозен бизнис. Дека ова не е некоја убава шаренолика дополнителна лупа на бизнисот или нешто што е убаво за промоција само. Не, ова е начинот на водење бизнис во 21. век. Тоа значи дека водењето бизнис веќе не представува вие да вложите капитал и да директорувате после. Баш така. Туку напротив, дека имате и обврска, но и одговорност треба да чувствувате кон заедницата, од каде што... Да, имате сериозна улога во општеството, како и сите други сектори. И на тој начин и се менува таа мантра дека бизнисите се само вреќа со пари. Тоа е одамно заминато време. Значи, бизнисите се многу важни чинители што заедно со институциите, граѓанските организации можат да направат вистински промени. Виктор, кога зборуваме за ова, например, кај нас веројатно ќе треба подолго време додека да се сработи со бизнисите, барем внатрешно, интерно да ги направат овие стратегии. Да, си треба време, треба да се созрава,
ама ете клубот е голема можност и сакаме тој да го направиме самоодржлив. Имаат ли интерес, вака кога разговарате и индивидуално со нив, со менаџерите, со... Да, има интерес и ние се изненадивме, како да кажам, и од лидерската поддршка, затоа што таа е многу битна. Многу е важно ова да дојде од врвниот менеджмент и потоа оперативно да се спроведе низ компанијата, особено затоа што не е мала работа што и врвниот политички државен менеджмент е тој кој што ве собра. Да, убав во беше просториите. вистина. Да, настанот беше убав. Председателот го поддржа возобновувањето на клубот преку негово покровителство. Настанот се одржа во неговиот кабинет. Имавме многу убави пораки од нашите главни сојузници во оваа иницијатива, USAID. Да, тоа ќе прашував следно, бидејќи ништо не може без поддршка. Апсолутно. USAID всушност ја минува својата стратегија и на вистина партнер во иницијативите што ги поддржува. Активностите на клубов овие години ќе бидат поддржани од USAID проектот Партнерства за донирање, што го спроведува Connect во соработка со Комора на Северозападна Македонија, Американската стопанска комора, значи коморите се тука, ќе имаме и други партнери од коморите, Индиго, Европскиот центар за непрофитно право, има, значи, од сите страни поддршка и партнерство што е отворено за оваа иницијатива да прирасне во самоодржлив модел. Како да прерасне во самоодржлив модел? Преку инвестиции од компаниите, преку членарини, преку поддршка на компаниите за овие активности. Едноставно е тоа едно бизнис здружување во кој што и ресурсите ќе си се здружат и ќе си обстана понатаму, кога и самите компании ќе си ги видат придобивките на терен. Задоволни ли сте од тоа како помина и од бројката која што засега ја имате? Да. Околу 36 компании ги подпиша заложбите и се спремни Бидејќи видов и менаџери на доста големи компании кај нас кои што имаат и сериозно влијание во општеството и кои веќе и дел од нив имаат стратегии. Да, на настанот да не им праќам фактура, нема да ги споменуваме. Нема да ги споменуваме. На настанот беа врвниот менеджмент на македонските компании, изразија силна поддршка и соработка и драго ни е за овој убаво возобновување за да продолжиме понатаму и после пандемиски времиња. Во делот на донирањето, како што најавив и на почетокот, генерално со твојата колешка Никица сме разговарале многу пати за донаторскиот кружок, мислам дека тоа на гледачите им е една јасна тема но сепак еве очигледно го ширите процесот на тоа како да се врати назад во заедницата на еден поинаков начин и тоа што јас го имам например научено од овие емисии кои што сме ги работеле со вас или пак и од вашите настани е тоа дека постои една голема одговорност во начинот на кој што донирате. Да. Дека тоа не е само чекај, еве, стотче, туку тоа е процес кој што си има и тука работи на кои што треба да се внимава и како се прави. Да, во Connect велиме размисли, спланирај, донирај. Тоа не е некој слоган или велиме дека паметното донирање е како водење љубов. Вие мора да одберете соодветен партнер. За нас соодветни партнери се граѓанските организации. Тие се најблиски до граѓаните, особено оние што се најранливи и знаат како да им помогнат. А тие иницијативи секогаш се блиску до срцето. И еве ме влечеш за јазик да ја најавиме прв пат кампањата која што ќе ја имаме. Знам, ако не директно ќе прашав. Се вика Ден за донирање и е планирано да биде секој четврток во октомври, секоја година да ја имаме. Во рамки на кампањата граѓаните ќе можат да си донираат затоа што ќе имаат плејада настани организирани од граѓанските организации на кои што тоа можат да го сторат, ама донирањето го селиме и онлайн преку една краудфандинг платформа која што многу полесно ќе овозможува да се донира од било каде и било колку. На едноставен начин, кај нас не е многу развиено, иако има доста слични платформи, не е многу развиено онлайн донирањето заради цела приказна во позадина што е поврзана со регулативи што треба да заштитуваат, ама во исто време не треба ни да го скратуваат потенцијалот
за донирање, па се надеваме тоа дека ќе го надминеме и со платформата ОПОП секој ќе може да... Да, тоа ќе прашав, тоа не ми е познато и ми е многу интересно. Да. На платформата ќе има тековни кампањи на граѓански организации и секој ќе може да донира, меѓутоа и како граѓанин да си направи своја кампања за поддршка. Да си го донирам роденденот, да донирам тоа свадбата. како што прават, да, како што се случува во живо, всушност, Да. странските примери ги има многу такви, кај нас те уште нели не е заживеано, па сите сме возбудени околу кампањата, да видиме нели како тоа ќе изгледа. Целта ни е што повеќе средства да се насочат кон иницијативи што ги решаваат проблемите. Што не се само крпење на последиците. Нормално, кај нас многу се донира за граѓани кои што за жал за својот живот мораат да бараат донации, тоа е страшен проблем, што мора и да се реши со време, меѓутоа и да направиме нешто за тоа да не се случува. Така што ќе има различни теми, се формира и фонд кој што е поврзан и со целите за одржлив развој, да можеме ние да имаме донирани средства кои што веднаш ќе може да ги дадеме на иницијативи, нели, на отворен повик и со извештаи кои што понатаму граѓаните да имаат и фидбек. Платформата ќе биде таква да секој може да види каде отишле, нели, неговите пари и што се случило. Така, колку деца биле едуцирани, колку млади се вклучиле, баш импактот да си го добиете на вашиот мејл и да знаете во што сте вложиле за и понатаму да бидете поддржувачи. Така. Виктор, не во туку веќе сме на крајот на емисијата, чисто само медиумската поддршка, дали ви е и во целата оваа приказна важна? Да, ги повикуваме медиумите, ќе имаме и стратешки партнерства со нив, кампања не се прави без вас. Значи, многу е важно тие приказни да одекнат, да се види шареноликоста на граѓанскиот сектор и тука сакам да се заблагодарам и на твојата телевизија, но и тебе лично што го даваш овој нели простор медиумски за нас граѓанските организации, оти во голем дел, еве јас во комуникација со бизнисите знам дека сме малку непознати, но има навистина значајни иницијативи кои што им помагаат од лица на попреченост до жени жртви на насилство. Кога ќе си има некој проблем, тука се граѓанските организации на кои што може да се повикаме и да ни помогнат. Само кратко, за денот за донирање, како би можеле да се вклучат луѓе? Ќе има цел календар на активности. Добро. Ќе има активности во живо и онлайн, платформата паралелно ќе го прати тој процес и ќе има нешто големо и убаво на 12 октомври, заокружете си во календарите. 12 октомври. Готово. Заокружено. Да. Виктор, благодарам многу за издвоеното време и за гостувањето и конечно после толку години што ми дојде во студио, што престана да ме избегнуваш. Благодарам и на тебе, мислам дека убаво помина. Да, одлично. Јас сум многу задоволен и убаво се објаснивме. Се гледаме. Се гледаме. Почитувани гледачи, вам ви посакувам пријатно попладне, со тоа што вие и јас повторно се гледаме подоцна. До гледање до тогаш.